дали луѓето треба парите ги чуваат у банка? Не само банка, било каков тип на институција во која што парите не се во ваши раце е проблем. Ја не велам дека вие треба сега 100.000 евра да чувате под кревет, да бидеме јасни. Но на крајот од денот во оваа ситуација вие се ставате во подредена состојба ако нешто се случи со оваа институција, без разлика дали е банка, централна менувачица, што и да ги изгубите овие средства. Ја мислам добар пример беше Евростандард, така. Банкстерите не по точка разно се нешто што не треба да имате доверба, дефинитивно. И пак ќе кажам, освен self-custody, значи во време на 21 век, каде што имате шанса да имате се во своји раце, а при тоа да не треба да закупувате ќупче во подрумот, значи мислам дека е несфатливо да ги чувате и понатаму. Ти што предлагаш, да се вложува во криптовалути или во злато? Јас лично не можам да предложам ништо затоа што на крајот од денот тоа може да биде доведено на суд. Секогаш направете го сопственото домашно. Без разлика во што сакате да инвестирате. Дали е тоа акции, злато, крипто, без да го проучите овој сектор, да знаете во што влегувате. Никогаш не смеете да одвоите ниту денар. Затоа што на крајот од денот македонскиот народ многу добро знае што се случува кога дава пари на некои сомнителни инвестиции. Тоа е најдобрата работа што може да ја препорачам. Домашно. Секогаш направете си сопствено истражување и потоа одлучете што понатаму со вашите тешко заработени пари.